Добар ден, драги пријатели, и добродојдовте во уште една рубрика Прашање и одговори со Јосиф. Минатата среда не се видовме, затоа денес ќе се задржам пола саат пред камера. Се шалам, ќе бидам и денеска краток, јасен и концизен. Во принцип за сите оние кои што можеби прв пат се среќавате со мене, името ми е Јосиф Дамјанов и овие рубрики и прашањата кои што тука ги обработуваме и на кои што се трудам да ви дадам јасни одговори, највеќе ги правиме на Инстаграм, на социјалните мрежи, може да ги видите моите профили подолу на екраните и практично да го користите и хаштагот #Јосиф на кој што може да ги поставувате прашањата и да ги добивате одговорите или овде во прашања и одговори на Телма, или можеби во приватна порака доколку бара малку по-широка обсервација. Како и да е, за денеска добивме некои 3-14 прашања, но издвоив 5, за кои што сметам дека е многу добро да ги слушне јавноста и да ги обработиме, бидејќи се работи за период во кој што многу од луѓето сум свесен дека се среќаваат можеби со истите предизвици или истите дилеми како што и овие личности. Првото прашање ни доаѓа од Костадиновска 19. Сите прашања се поставувани на Инстаграм, така да тоа е мрежата на која што имаме најголема интеракција. Слободно направете и стиснете фолоу на мојот профил и прашете ме што и да ве интересира. Костадиновска прашува колку е точно дека утринското кафе треба да се испие после чаша вода или после појадокот. Костадиновска, ова на гласините за овие две прашања, првата работа е тоа што кафето одзима вода од телото и дехидрира, и во ред е да се испие, не мора да е после или пред, едноставно со самото пиење на кафе да испиеш и чаша вода и да ја надокнадиш таа количина на течност која што можеби кафето ја одзема од телото. По другото прашање, дали треба да се пие кафе после појадокот, и таа гласина е горе-доле точна и јас се сложувам со тоа од причина што ако кафето е првото нешто кое што би го имале во денот, треба да бидете свесни дека може да ви предизвика и да ви го поремети хормоналниот циклус. Практично кортизолот кој што е задолжен како хормон за да го буди нашето тело, многу често е потиснуван од луѓето кои што првото нешто што го прават во текот на денот кога се будат е пиење на кафе. Со тоа му давате сигнал на телото дека не треба кортизолот да се лачи во толкови количини, затоа постојат луѓе кои што велат дека без кафе не можам да го почнам денот. Ако и си ти една од тие, ја би ти препорачал да пробаш кафето да ти биде можеби саат-два после будење. Првите неколку 2-3 недели ќе ти биде проблем, но верувам дека телото ќе се навикне и ќе си овозможи природно будење и стартување на метаболизмот без било каков стимуланс.